Добри ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата, која што не е наша, туку е ваша. Благодарение на вас, ние си ги споделуваме рецептите што ни ги испраќате. Благодариме на гостите што ни доаѓаат во емисијата, што ги прикажуваат своите рецепти и ние исто така, истражувајќи ги сите предели од Македонија и собирајќи ги старите подзаборавени македонски специјалитети, каде што ги вадиме, што се вели што го гледаат своето сонце после долго време, заедно со вас и пред вас, драги гледачи. Ние ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата специјална гостинка во денешната емисија, која што морам да ви потенцирам дека е по втор пат во емисијата Вкусот на традицијата. Имавме еден специјален повод за кој што беше дојдена и сега повторно, тоа е госпоѓата Силвана Стојанова. Добре ни дојде, Силвана. Добре, најдов. Како си? Одлично. Ти секогаш си толку позитивна и насмеана и шириш таква една убава енергија меѓу целата екипа овде и од Златно буре Кучково и од Вкусот на традицијата и секогаш имаш некој рецепт да не израдуваш. Но првиот повод на кој што ни гостуваше во емисијата беше преводот на мојата книга за готвење македонскиот традиционален готвач на Брајовото писмо. Така, значи соработката продолжува пред 3 години кога го промовиравме, значи готвачот, вашиот готвач отпечатен на Брајово писмо. И благодарност, тогаш се заблагодарив, тогаш од моје име. Сега ви се заблагодарувам од име на нашите членки кои со задоволство го читаат, бидејќи знаеме сега со заштита на авторските права не може да биде отпечатен доколку имаме дозвола од вас. Од вас наидовме на многу разбирање, на големо разбирање и ви благодариме. Не јас лично ви благодарам сега од име на сите наши членки кои што со задоволство го читаат и го очекуваат вашиот втор готвач. Така е, наскоро ќе биде и него ќе го испечатиме на Брајовото писмо. За мене нема поголема чест што вие во секојдневниот живот си го користите готвачот, а си ги читате рецептите, си готвите. Воедно ја користам оваа можност да ги поздравиме сите членови на Националниот сојуз на слепи лица во Македонија, да го поздравиме и председателот Жарко, кој што на вистина се грижи за сите активности на членовите, затоа што вие сте многу присутни во социјалниот живот, присутни сте на многу манифестации, на многу настани, надпревари, патување и така натаму. Едноставно, по вашата енергија што имате и организацијата на Сојузот на слепите лица, навистина покажувате дека животот може да се одвива нормално, така? Така е. Едно ваше искуство и видување, Силвана, на сето тоа, пред да почнеме со еден прекрасен рецепт што ќе ни го приготви Силвана. Животот исто и за нас е исто како за сите. Така дали сме со попреченост или не сме, така дали гледаме или не гледаме животот, се е како сами ќе си го направиме, како ќе си го креираме, како ќе продолжиме со животот. Така е, значи дома сите живеете во семејство, со семејство, си готвите, се снаоѓаме со готвење, со чистење, со дружење, со патување. Јас многу сакам да патувам. Да? Да. Браво, прекрасно. Исто така и преку Националниот сојуз имаме доста активности, значи играат шах, голбал, семинари за жени, секоја година се одржува во Албанија, значи со рекреација, со споделување на специјалитети и така многу активности имаме кои што значи служат и за да бидеме поактивни социјално и да се дружиме. Браво, супер. И да бидеме надвор од средина, значи да бидеме во средината, да бидеме препознаени, да не се
затвараме дома, да не Така е, сигурно. Еве, воедно ја користиме и оваа можност да ги поканиме сите кои што сакат да се зачленат, луѓе кои што имаат некоја попреченост во својот вид и да се зачленат, да бидат членови во Националниот сојуз за слепи лица на Македонија, каде што навистина едноставно животот се променува, така? Животот се променува и начинот сите на оние живот. кои што не гледаат, значи не треба да се затвараат дома, Националниот сојуз е тоа, значи да излезат од домот, да бидат активни, да се дружат и така значи никој Така, и да си ја пренесет ова позитивна енергија што ја имаш ти, Силвана, во тебе. Кажи ми за нашите гледачи, ти имаш една голема желба да им направиш едни стари колачи традиционални, така? Така, нешто подзаборавено, а искрено јас многу ги сакам. Аха. Кои се тие колачиња? Пиварки. Што се е потребно за да ги направиме овие пиварки? Така, значи 500 грама брашно. Така. 4 лажици гриз. Така. 200 мл масло, 200 мл пиво, прашок за пecivo и ванилин шекер. Тоа е за тестото. А за шербетот 400 грама шекер и 400 мг вода за шербетот. И на крај се валкаат во кокос или во мелени ореви. Значи што и да имате, може половина да ги направите со кокос, половина со мелени ореви. Дали можеме да почнеме сега со подготовка на тестото? Ке ви треба и едно тавче или плехче од шпорет со хартија за печење. Значи, прво брашното. Ете така. Да. Значи 500 грама брашно. Некогаш после може би ако треба, знаете, секогаш брашното како ќе си побара самото тесто си. Така. Нели кога месиме. Јас ке го земам овде. И сега што ти е потребно? Пecivo. Пецивото. Повели, пecivo. Така. Пецивото, удобно да се меша. И гризот. Така. И гризот. Сега ќе ти го дадам и гризот. Повели, тие се сите измерени претходно. Значи гриз. Тоа и со лажица, ама можем јас и вака со рака пецивото да биде да се соедини пецивото со брашното, нели? Со брашното. Така пред да го додадеш пивото и пред да го додадеш маслото. Пецивото да биде така. Добро. И сега маслото. Јас ќе ти го подадам. Дали може јас да ти сипувам масло, а ти да месиш? Може и така. Добро. Еве, јас сипувам, а ти ќе месиш. Ете така. 200 мл. Може и пивото право, за да... Така? Да. Добро. И сега пивото. Така? Пивото. Ајде. Добро. Оставив малку од пивото да видиме како ќе се однесува брашното. Така? Кога е брашното, кога месиме, знаете, секогаш некој брашно нели има грамажа, ама некојаш колку ќе си земе брашно. Така. Да го ставаме ванилиниот шекер тука или? Да, може и ванилиниот шекер. Повели. Ете така. И сега убаво сега да го Така, он има масло во него и нели нема да се лепи тестото? Не би требало, нема да се лепи. О, супер, и таман си ја мислам. Да. Нели? Таман сега ќе видим. Да. Ако треба имам уште малку, можеби. Уште 4-5 супени лажички имам пиво. Ако ти е потребно. Ама мислам дека не. Толку убаво и прекрасно се направи ова тестово. Дозвола. Ама добро ќе така. Колку е добро тестото. Сакаш да го извадиме од мислиш да не останува од аванчето, да не... Ништо нема во аванчето, ништо, значи толку е добро, само што мора малку повеќе да се измеси, нели? Да се соеди.
Ако сакаш, ако ти е полесно, да го извадиме. Може и да го извадиме да нема. Да го извадиме. Тука може малку. Да, еве малку брашненце Малку ќе ти само. ставам. Одлично. Еве го. Ете таман. Таман, супер. Да се измеси убаво, да се... Сега, додека го месиш, да те прашам, а што е битно за овој рецепт да се знае? Да бидат врели пиварките, а шербетот да биде ладен, така? Не, шербетот да биде, значи кој ќе се Така. вари малку да не биде многу врел. Така, тука. Ево. Тука. Добро, Што е брешненцето. Супер. Значи како да биде? Млак. Млак да биде топол, нели не одма врел, клjučик врел, него значи кога ќе се извади од ринглата 1-2 минути и после се ставаат се. Да бидат изладени. Да. Така пиварките да треба бидат изладени. Може значи да се става, а може да се стават и 2-3 минути да постојат и после се вадат. Така. Знаете како се зависи, ако сакаш да бидат понатопени, нели со шербет, може да постојат, ако не можат само малку да се. Да. Јас вообичајно, знаеш како ги правам, Силвана? Само ќе ги ставам 1 секунда, 2 и одма ги вадам. Да, не мора да бидат, да, не мора да бидат. Или дури понекогаш, знаеш што правам? Го истурам шербетот во тепсијата кај што се печеле. Така, да? Така правам. И ќе си ги оставам половина час. Сакаш сега така да ги направиме? Може да и си така, попримат. да си попримат, да. Ете, така и после ќе ги Може препелкаме и така, во мелените ореви. Одлично, како убаво се направи тестото. Убаво се направи. Да. Сега ќе вадиш топчиња, како топчиња, нели? Да, некој, нели, може и кора и да се сечете, ама мислам дека нема. Така. Топчиња ќе ги вадам. Топчиња, јас ќе ти помогнам. Дали тепсијата и хартијата за печење, што ставивме, дали се намастува со масло или не? Па не. Не, нели, затоа што си има многу масло во тестото, да. Доволно си има масло, мислам дека, Да, и јас така мислам. Затоа што ќе си ставиме и шербет после. Доволно е, почна веќе омекна. Да, супер ти е, тестото ти е одлично. Можеме сега да ги вадиме топчињата, така? Еве го плехот. Колкави од прилика да бидат. Ајде да видиме колкави ти ќе ги направиш и јас како. По тебе ќе ги направам. Значи, зимаме од тестото од прилика колку едно оревче. Еве, колку едно, да. Или јајце. Или доволно. Мислам дека... Така, топчиња. Да, топчиња, не мислам дали помали, ама... Не топчиња, туку вака како... Така, да, топче и после го... Да, го сплескуваме. Го сплескуваме, да. Моето е малку помало од твоето. Па добро, па. Така, да. Ете, така, ќе ги направиме помалецки, нели? Така, еве. Така. Ти знаеш, многу луѓе сме тука, Силванче. За сите да има. Да има за сите. Да видам кај... Еве тепсијата, еве тука. Ете така. Дали треба да ставиме, да има одстојание помеѓу едно и друго, вие ќе нараснат малку, имат пециво. Нараснуваат, имат пециво, да, не имат квасица, ама сепак имат пециво. Да. Супер, сега вака, додека ја наполниме тавата, а таман ова тепсија ќе ни стигне. Ќе стигне? Да. Таман ни стигнува. Сега и кој ќе дојде, значи, за печење. Јас... Да, што правиш ти? Јас како ги познавам. Значи, прво, еве по мирисот. Добро. Ама, значи, си имам некоја рутина и ќе ги допрам. Значи, ќе каже некој како нели се гориш, па не, значи, вака ќе ги допрам. И по мирисот. И ако не сум сигурна, ќе боцнам. Никогаш јас не се водам тоа само да мора да биде нели по толку минути, затоа што нели секогаш и шпоретот и некој струјата послаба, појака, нели? Да, не може тоа да... Да. И така да... Не знам, ви ќе пипнам, од прилика веќе знам, ако треба 20 минути, ама веќе по мирисот, по тоа... Силвана, како знаеш кога е 180 степени, кога е 200... Тука, понапред. Тука е слободно.
Или и тоа Па исто веќе на осет, и отприлike тоа да, е на веќе осет, вежба. веќе 300 ми е Да. најсни, Да. веќе на осет и само тоа ако е силно. Кога печеш, например, да. колачи или Да, така, така, за тавите мислам дека е полесно, нели? Да. Може да пуштиш на најоко и на усет да се намали, така? Така, да. Да, она бара да се крчка. За готве, да, за тоа веќе си пара, за колачите, за тоа малку Да. треба повнимателно. Да, да. Ама, Мгм. добро, не правам разлика, тука некаде се исти. Да, супер се, да. Ја на осет, еве, најдобро ми е околу она голем орев од прилика, кога ќе земам. Така, некако најбаво ми излегува. Така, и Чекај, знаеш што, за едно колаче ќе ни е проблем, но јас ќе направам место тука во тавата. Да? Да, и таман ќе имаме, таман ќе си биде. Да. Еве, овдека да го направиме местото. Така, да. овде. И знаеш уште колку таман, уште две. Има место за уште две. За две да ги направим? Да, да. Нема да бидат големи две? Да, 3 ќе, ама... 3. Ајде јас да се потрудам да го направам Да најдеш местото. место. Да. Ако ќе се снајдеме. Чекај, ајде да видиме две, И три, редовно как? дома вака правам. Сега викам заедно, Да, и нека ќе го го- печам да. башка. Да. Таман. Еве, направив место, таман ќе си биде. Леле, готово. супер, да. Одлично. Одлично. Така. Сега, значи, се печат околу 20 минути треба, ама На колку степени? Еве на имаш тука едно 180. местенце. Еве овдека. Ете така. На Да, 180. 180, да. Околу 20 минути, ама јас секогаш веќе после 17-18 минути. Одлично. Да. Ние ги имаме еве овдека мелените оревчиња, а овдека ние тенџерето. Тенџерето со Така, јас сега ќе пуштам затоа што не прво овие ќе ги испечеме, Да се испечат но после, да. но да си Да си подготвиме. биде подготвено. Само да пуштам на така. Еве ни го тенџерето тука. Така, тенџерето ни е тука. Да подадам вода, внимателно само. Може да ставам од водата, така. Водата, Ете водата, шекерот. шекерот. Еве го шекерот. Повели, имаме и дрвена лажица. Овие брзо ќе бидат готови, Ќе бидат. затоа што редната ни е веќе топла и овие ќе се изладат кога ќе се свари шербетот. Шербетот, така. Колку време треба да се вари шербетот? 5 минути. Само 5 Да, минути, да. значи треба да биде поредок шербетот. Да, па поредок да не е, знаете. да, тоа е, нели, за да Да. бидат... Супер, еве ти и дрвената лажица. Значи, драги гледачи, останете со нас, откако ќе ги испечеме, препелкаме во мелените ореви и одиме на трпезата, ќе се собереме сите, да ги пробаме овие прекрасни колачиња што Силвана ги направи за сите нас и за вас. Ете, драги гледачи, како излегува и како се прекрасни и на око, а верувам и на вкус пиварките што Силвана ни ги приготви. Многу едноставен, лесен, брз и ефтин рецепт за кога ќе ви се пријаде благичко. Силвана, сега јас ќе те послужам тебе. Што се убави. Да видиме. Повели. Што сме направиле? Повели, ете така, да пробаме и веднаш ти кажувам дека многу добро си направила, многу добро дело. Па сега уште малку, нели, ќе бидат денови на пост и така, и овие се и постни. Само што се и ефтини Токму така, и токму лесни. така.
И посни. Леле. Како можеше толку убави да бидат? Прекрасни. И тоа само со не кажавме масло, пиво, тоа ни јајца, ни пиво, масло, да, посни, брашно, шербетчето и замерак. Еве го десертчева. Тоа едно време што правеле нашите мајки и баби. Гледај за. Не му треба никакви посебни зачини за да добиеш некој поинаков вкус. Токму ова е тоа. Да. Вкусот на пивото со оревот, маслото и како убаво се испечено. И гризот, исто така, да, Гризот си го прави своето. Да. Овие утре ќе бидат уште поубави, нели? Ама ние нема да ги оставиме за утре. Да, утре ќе бидат поубави, бидејќи ќе го впие, нели, целосно, да, и ќе омекнат, ќе отстојат. Драги гледачи, ние ве поздравуваме до следната емисија Вкусот на традицијата. Останете ни со здравје и како велат, се додека живеам, јас се надевам. Само за убави мисли и за се најубаво. Еве, да си наздравиме, да си здрава и жива и повторно те чекаме во Вкусот на традицијата. Благодарам на поканата што секој пат сте расположени да соработувате со нас и се надевам дека ова ќе продолжи и за некои други проекти и ве покануваме, еве сега јавно повторно ќе кажам, во просториите на Националниот сојуз, во нашата кујна и таму да подготвиме нешто. Ете, така и јас ќе дојдам и таму ќе си изготвиме нешто. Да. Само зарно и зубаво. На здравје. На здравје.